Благодарам. Колешке Даниела Николова, не знам дали се верувате вие во она што го зборувате. Денес дојде ред да ги напаѓате реформите во образованието. Вие, кои што бевте дел од една власт, која што образованието ни го доведе буквално до дното, и тогаш да бевте така загрижени како денес што сте, немаше да мора Министерството да се справува со сите проблеми на кои што најде во почетокот кога дојдовме на власт. Сакате да зборувате за последиците, но молчите за причините. Но да не се враќаме назад. Зашто ако се вратиме, ќе дојдеме до долгови од 5 милиарди денари, кои МОН ги наследи од власта која што бевте претходно дел и вие. Ќе дојдеме и до славните реформи на Мила Царовска. Ќе дојдеме и до периодот кога учениците на почетокот на учебната година нема учебници. Не само на почетокот, нема до ноември, дури и цела година нема учебници. Сега веќе не е така и мислам дека ве боли што работите во образованието одат на многу на подобро, што учениците и наставниците имаат можност да добијат она што го заслужуваат. Што се однесува до измените на овој закон, Законот за основно образование, не го кажавте оно што е главно во него, а тоа е дека се воведува поголем ред и одговорност, дека Министерството конечно добива јасна надлежност при формирање на паралелки, се зајакнува борбата против врсничкото насилство, што е исто така многу важно, училиштата добиваат обврска на времено да го известуваат Државниот просветен инспекторат, а исто така и родителите стануваат активен дел од решението во борбата против врсничко насилство и не се веќе само пасивни наблюдувачи. Лесно е денес да се зборува од страна на како дел од опозицијата и да се критикува, но навистина тоа требаше да го направите и тогаш кога бевте дел од власта. Се што денес сте прави во однос на образованието, треба да знаете и да сватите дека е во насока на подобрување на условите за сите оние кои што се дел од образовниот процес.